Германската компанија Technical Textile ќе инвестира во Македонија. Во првата фаза ќе бидат инвестирани 12 милиони евра, а ќе се отворат од 500 до 600 работни места. Фабриката во Македонија ќе биде лоцирана во технолошко-индустријската развојна зона во Штип. Компанијата произведува изолацијски материјали за градежната, автомобилската и авионската индустрија. Согласно со планот се очекува изградбата на фабриката да почне од август годинава. Премиерот Никола Груевски во интервју за агенцијата МИА одговори на обвинувањата на опозицијата за вмешаност во така наречената афера Македонска банка. Јас никогаш не сум земал 1,5 милион евра кеш, ниту на било кој друг начин, ниту пак помала или поголема сума за продажбата на Македонска банка. Од тука, сите други обвинувања кои произлегуваат од тоа се невистинити. Иако клеветата од Заев е за непостоечки акт постар од 10 години, јас за секој случај одлучив да поднесам тужба за клевета за да со сигурност се расчисти оваа валка на манипулација и да добие судска разврска, а човекот кој видовме како во минатото се заборавил во делење тендери и јавни пари на сите роднини и партиски функционери и кој пред 5 години се согласи за спас од обвинение за криминал тежок 8 милиони евра преку аболиција од неговиот ментор, тој истиот ќе треба да се соочи со вистината кога ќе треба да докаже дека јас сум ги зел тие 1,5 милион евра пред повеќе од 10 години за кои тој ме клевети, вели премиерот Никола Груевски во интервју за агенцијата МИА. Македонците ќе можат бесплатно да се лекуваат додека се на одмор во Турција, Бугарија, Германија, Австрија, Хрватска, Словенија, Србија, Црнагора, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција и Италија. Фондот за здравствено осигурување на Македонија склучи договор со 15 земји, па доколку во овие земји итно ви треба лекарска услуга, може да се лекувате на товар на Фондот за здравствено осигурување. За да се добие оваа здравствена услуга, македонскиот граѓанин треба пред да замине во странство да аплицира до Фондот за двојазичен образец за едно од земјите кој е бесплатен и да поднесе пријава за задолжително здравствено осигурување. Втор ден од екстерното тестирање на учениците од основно и средно образование. Денеска околу 50.000 ученици полагаат еден од вкупно двата предмета, што го дознаа пред 3 дена, а за кој во зависност од фонтот на часовите во редовна настава има и одреден број на прашања за учење. Министерството за образование во меѓувреме реагира на медиумското известување за екстерното тестирање со тврдење дека дел од прашањата биле намерно презентирани како нелогични и несоодветни за учениците, со цел да се дискредитира целиот процес. За жал, ниту еден од медиумите кој што ги оспоруваа и критикуваа прашањата не ја погледнал наставната програма, со што јасна е намерата за вулгаризирање на прашањата и искривување на нивната суштина и значење, се додава во соопштението од Министерството. Руската влада го извести парламентарното собрание на Советот на Европа дека ја прекинува соработката и дека нема да учествува на летното заседание. Со ова известување детално го покажавме ставот на Русија за Крим и украинската криза. Ја критикуваме одлуката на парламентарното собрание на Советот на Европа да одземе серија овластување на руската делегација, а укажавме и дека Русија не се откажува од диалогот, но дека не го признава јазикот на санкциите, бидејќи тој ја прави соработката невозможна, соопшти шефот на Комитетот за меѓународни односи на Државната дума Алексеј Пушков. Парламентарното собрание во април усвои антируска резолуција поради припојувањето на Крим кон Русија. Министрите за одбрана на земјите членки на НАТО денеска во Брисел ќе ги разгледаат долгорочните мерки за одбрана на источните граници на Алијансата и за подобрување на нејзината способност да одговори на руската тактика во Украина. Во текот на 3 месеци од почетокот на кризата во Украина, НАТО на истокот испрати авиони, ловци и бродови и ги зголеми војните вежби, за да создаде чувство на сигурност кај своите источни земји членки, кои изразуваат загриженост поради активноста на Русија. Американскиот амбасадор во НАТО Даглас Лот изјави дека украинската криза представува несериозна закана за стабилноста во Европа од завршувањето на студената војна. Соединетите американски држави го преразгледуваат своето војно присуство во Европа како резултат на руската интервенција во Украина, соопшти Белата куќа. Соопштението се совпаѓа со стартот на 4-дневната европска турнеја на американскиот председател Барак Обама, која почнува денеска со неговата посета на Полска. Обама ќе побара од Конгресот да поддржи иницијатива за безгрижност на Европа во вредност од $1 милијарда, со цел да се зајакнат американските воени капацитети на стариот континент.
Германската канцеларка Ангела Меркел изрази загриженост околу ставот на Велика Британија за останување во Европската унија. Германскиот весник Шпигел објави дека британскиот премиер Дейвид Камерон ги предупредил останатите европски лидери дека нема да може да гарантира останување на земјата во Европската унија ако Жан-Клод Јункер биде избран за претседател на Европската комисија. Според Шпигел, британскиот премиер ја информирал Меркел дека изборот на Јункер ќе ја дестабилизира неговата влада до тој степен што референдумот за излез на Велика Британија од унијата ќе треба да биде организиран многу порано.